ние скоро секоја година констатираме дека тој систем не е слаб. Со зборот слаб ги опфаќаме скоро сите сегменти. Факт е дека нешто е направено од формално правен аспект на поставеноста на тој систем. Меѓутоа, исто така е факт дека тоа не е доволно и треба да оди уште понатак. Овде пред се мислам по однос на тоа што значи преземање во нашата правна регулатива на европските затворски правила, кои се многу битни. Повеќе од 8% од претставките на граѓаните до Народниот правобранител се однесуваат на затворските установи во земјава. Најголемиот дел се токму за загарантираните права на осудените лица. Тука кај нас знаеш што е проблемот највише проблемот, сите знаат и сите го знаат тоа, што кога некој е за обид за убиство или силување, тие ги спојат. Пример, некој за кражба. Тој го стават во искош со тој што има 3 убиства или силување. Тука нема куќен ред, како што има во затворите, што викаат. Имаме куќен ред, па треба да се почитува. Да, треба да се почитува. Ама како и прво треба тие луѓе да се сместат на друго место, а не да се во ист кош. Ова е дневникот на затвореникот Идризова, кој веќе 6-та година е за затворските решетки. Тој ни го опиша секој детал од местото што веќе представува негов дом, негова реалност. Поради неможноста да го снимиме, тој написмено ни го опиша секојдневието за затворските келии во Идризово. Оваа установа е се, освен поправен дом. Ова е еден штаб каде се заработуваат пари од сите страни. Сега, за да сватиш зашто ти зборувам, треба да знаеш како изгледа овој затвор. Зградата има 9 крила. На третиот спрат се сместени оние доживотно осудени и таму чуварите тешко можат да воспостават контрола. За условите, што да ви кажам, катастрофа. Сапун нема, вода нема, обично струја нема со саати. Бифето е празно, а ако има нешто, тоа е прескапо. Цигари во трафика се 50 денари, а овде 60. Се жалев, па ми рекоа, ако не сакаш врати ги, па друг ќе ги купи. Рекет на сите страни. Со силата тераат на се. Еве, например, телефонот на спратот не работи веќе 5 месеци. Картичка нема каде да купиш. Тогаш ќе купиш мобилен, ама тоа е забрането. Командирите ги носат и ги продаваат мобилните, а кредити ставаат дилерите од парите што наркоманите им ги даваат за дрога. И така се врти во круг. Лаптоп чини 3000 денари за да ти го внесат. Таа установа има една и единствена цел, а таа е ресоциализација, односно издржувањето на казната, со издржувањето на казната да се ресоциализира лицето кое се сгрешило со законот и е лишено слобода, односно се наоѓа на издржување на казна затвор. Сметаме дека во тој дел исто така има доста слабости. Затоа што поставеноста на службите, почнувајќи од безбедносен аспект, од здравствен аспект, од аспект на едукација, од аспект на работа и така натаму, тие системи ни се доста кревки.
се дава мито најчесто? Телефони. И колку чини еден телефон да се купи? Сега телефон да се земе, да се внесе внатре, беше од 100 евра до 400, се зависи. И на кого се дава митото? Митото си ги зима, мислам, тој што е главен на смена, може да пушти некој, па плюс да се даде и на тој, за да има обрта и да не биде сам, пошто сам не може. За 300 евра јас си ја купив собата. Му дадов и подарок на чуварот, па затоа во ќелија сум само со уште еден затвореник. Оние што немаат купено ќелија се по 6-7 луѓе, а на други места и по 20 затвореници. Не можеш да се поместиш, па дури и чекаш ред за решото што го имаат во собата, кое иако е забрането сите го имаат. Во 6 часот се оди во мензата, ама таму никој не оди, освен ако треба да се носи дрога на некој. Во 2011 година на бесплатниот телефонски број во Министерството за правда се јавиле 11 лица за да пријават корупција или малтретирање од затворскиот кадар. При една моја посета во затворот Идризово, јас јавно дадов препорака да се затвори цело едно оделение, што беше прифатено, затворено. Сега, тие затвореници што беа во тоа оделение, кое не беше оделение, туку условите беа под секој стандард, сега имаат подобри услови. Но и тоа нас не ни дава за право да се задоволиме со тоа и да застанеме во тоа. Тоа не беше оделение. Тоа беше еден дел во кој беа сместени над 20 лица во еден шатор. А зимно време. И затоа добро е што го увидовме тоа навреме, препорачавме и беше затворено и реновирано тоа оделение. Пред неколку дена дојде некоја комисија. Плочата, значи 20-тото крило, а и 50-тото и 70-тото. Ги испразнија и сега се е полно. Тие 3 крила ги затворија и заклучија додека да помине комисијата. Потоа ќе ги вратат луѓето назад и никому ништо. Во приземјето ставија во една соба 65 луѓе, а тоа порано беше тоалет и туш кабини. Луѓе ставија таму, а тоалетот врата нема. И овие зафати се дел од подобри услови, но не сметам дека тие информации се точни. Факт е дека некој период може да има поголема пренатрупеност или помала, зависи од периодот, тоа не зависи од самите установи, зависи од другите случувања кои се случуваат во општеството и во судовите. Но тука исто така битен сегмент се и активностите на Управата за извршување на санкции и Министерството за правда во делот на пробациската служба, која работиме интензивно на тоа, која ќе влијае до намалување на затворската популација во затворите, и тоа од 20 до 30% очекуваме намалување. We can say that we didn't find any change from the last time, and after 2 years, that means that the conditions are even worse. If I were a person who had to work there, I would feel myself in very bad position.
околу 11 одиш на лекар ако ти е потребно, но мора да знаеш 2 дена претходно дали ќе настинеш или дали ќе те заболи зап. Мора да имаш белешка 1 ден претходно за да те повикаат. Ако те повикаат, терапија не ти даваат одма, туку мораш да почекаш уште 1 ден. Можеш да умираш, но никому ништо. Лекови за смирување има, но немој да бараш аспирин или парацетамол. Најчесто нема. Диазепам е универзален лек за сите болести. Докторот оди во канцеларија кога сака и ако сака, инаку ќе треба да чекаш уште 1 ден, да се молиш само да не се разболиш. Ние добиваме секаков вид на представки и по однос на правата од лекарска заштита, и по однос на правата од третман, однос, и по однос на правата за едукација и така натаму. Имаше ли некој самоубиство што се случи во затвор дека ти работиш? Да, имаше 3 убиства додека бев ја. Едниот беше на кај решетките горе така, па другиот што беше што требаше во само не се сеќам у која соба. Тројца беа. Да, тројца имаше. Ја едниот сум го извадил, мислам, што беше тој што се самоуби. Слушај, за убиствата што се дешаваат самоубиства и нашава држава е тука крива. Да, тоа е. Мислам, ради тие причини што условите се мизерни. Да беа подобри условите, сегде кај дедеш нема да има самоубиства, нема. Тоа го прават луѓето што притворните лица го прават тоа што немат услови и ги малтретираат. Од управата за извршување санкции соопштија синоќа дека рушити кој беше осуден на 23 години затвор вчера околу 14 часот си го одзел животот, а бил пронајден од страна на службените лица и покрај обидите за реанимација осудениот починал во ургентниот центар во Скопје. Познавам барем 3 што се самоубија овде и 4 што умреа овде, а во јавноста лажеа дека умреле во болница или на пат кон болница, а лично видов дека веќе беа мртви. Ако ми веруваш, обично се самоубиваат поради долгови, затоа што имаат притисок, или од лековите полудуваат и дрогирани се самоубиваат. Имаше еден случај кога луѓе вон затворот му пратија клип како ја силуваат ќерка му и му бараат пари. Овие ексклузивни фотографии ја прикажуваат гледката во притворската келија број 4 во Тетовскиот затвор на 23 јуни 2008 година. Новинарот Владо Таневски, осомничен за убиство на 4 жени од Кичево, во 2 часот утрината беше пронајден мртов. Во притвор не помина ни 30 часа. Истрагата покажа дека тој се удавил во тесниот тоалет каде немало врата, во кофа со вода поставена под мијалникот, додека останатите 3 притвореници спиеле. Енигмата за она што се случило во притворската келија на Таневски остана скриена за железните врати и во добро одбрани правосудни кругови. Многу малце ми е веројатно и не можам да најдам убедливи докази во мојата глава дека врз на тоа што го анализирав, дека ова не се ќе случи. Јас сум спремен во секој момент, мислам, кога викам јас мислам на институцијата која што во моментот ја представувам, да седнеме и сериозно, професионално да работиме на секој случај, не само на овој.
при тоа не сум сигурен дека баш секогу ќе се допаднат заклучоците кои што би ги презентирали. Можеби ќе можевме да го снимиме затвореникот и условите во кои тој живее, доколку тоа ни беше дозволено од управата за извршување санкции, но и покрај нашите формални барања, одбиен ни беше пристапот во Идризово, а директорката на управата за извршување санкции одби да даде интервју. Со сличен проблем за пристап до затворските установи се соочува и невладиниот сектор. Генерално има една степена недоверба спрема невладините организации дека тие можеби и неразбирање за нивниот мандат, дека тие можеби би ги злоупотребиле некакви некаков добар геста од државата да не пушти да ги контролираме. Ние одамна немаме пристап во притворите, сега веќе практично не во затворите за некој период. И работиме на тоа да восстановиме одново со Министерството за правда, управата за санкции и со судовите едни нови односи. Ние се убедуваме, моето било секогаш дека нашата критика треба да сватат како другарска критика и она анализи на некои состојби да практично може да бидат и корисни за да се тргне во некој правец на подобрување на состојбите. Не сум склон за да се генерализират нештата дека не се дават одобренија. Се дават одобренија, се разбира секое барање се разгледува дали се исполнуваат условите и така натаму. Имаме куп аргументи дека се одобрени неколку такви барања. Може да има и обратни, но значи начално се разгледуваат поединечно сите барања и разбирливо е да се оди со барање, имајќи предвид чувствителноста на нештата. Ако го гледаме регионот
реалноста е следна, дека по однос на состојбите во затворите не може се каже дека Република Македонија е состојбата е многу полоша од другите земји во регионот. Земјата е, например, Грција или Албанија. Условите во затворите може би во одредени сегменти се уште полоши, но тоа не ни дава за право ние да седиме со скрстени раце дека ако има во Грција или во Албанија или во друго место услови кои се под нашите во некои сегменти, ние да седиме со скрстени раце, како што реков. Системската поставеност на затворите во земјите членки на Европската Унија се многу подалеко од нашите услови. Јас лично сум посетил затвори и во други држави. Еден од нив последен е во Шпанија, например. По критиките од меѓународната заедница, Министерството за правда донесе повеќе акти со цел да ја подобри состојбата во затворските установи во земјава. Ние сме сведоци дека пред нас е период кај што согласно планот на Министерството, програмата на Министерството за правда, односно и управата за извршување на санкции, сме во добар пат и за да почнеме и со најголемиот затвор во државата Идризово да се најде решение за градба кој како најголем затвор во државата. Мислам дека може да се очекува да се реши и тоа прашање кое ни виси над глава, иако што таму има луѓе кои се приведени од слобода и одлежуваат казната, сепак заслужуваат да им се обезбедат услови. На 31 декември 2011 година 1316 лица издржувале казна затвор во казнено-поправниот дом Идризово. Од нив дури 745 се повратници, односно тоа не им бил единствениот престој во затворот. Одлежувале казни и за други дела, со што се отвара сомнежот дали затворот ја постигнал примарната цел – ресоциализацијата. Значи, тој е еден комплексен систем. Нас ни се случува во тој систем наместо да се постигне целта, се случува да се постигне спротивното. Јас во една прилика за јавност пред неколку години сум ја рекол и реченицата дека ако не преземаме мерки,
Може да не се случи, наместо да стануваат пунктови каде се издржува казната затвор и се ресоциализираат тие што издржуваат казна, ни се случува да стануваат пунктови за од каде што изникнуваат деликвенти или криминалци, што не е добро ни за граѓаните, ни за општеството.